Штипјани не ги фермаат казните. Од 100 поднесени пријави кон општината, со пари или работа, се раздолжиле само 4. Останатите казни напишани од комуналните инспекторите за патен сообраќај заглавуваат во управна постапка, односно добиваат прекршочна пријава. Мислам дека овие прекршители кои по законот за јавна чистота уште не се свесни дека дали ќе ја платат казната или ќе чекаат да се реши судско, односно преку Министерството за транспорт и врски од Комисијата за прекршоци, казната не може да се избегне. Освен тоа, управната постапка значи време и пари. Со почнување на прекршочна постапка, трошоците за постапката се зголемуваат. Но подмирувањето на сметките може да биде и на полесен начин под одредени услови. Оние што сакаат, што го признале прекршокот и сакаат да одработат, имаат таа можност да не платат парични средства, туку да одработат во некое јавно предпријатие. Имаме постапка за порамнување во рок од 8 дена, со прифаќање на прекршокот, признавање, можност за половични казни. Инаку, на ниво на општина за една година се поднесени 103 пријави по Законот за јавна чистота и 106 за комунални работи, како и 102 направени записници за извршен надзор на патниот сообраќај. Комуналните инспектори најмногу казни пишувале за непочитување на јавната чистота, отстранувале хаварисани возила, а додека инспекцијата за патен сообраќај најмногу неправилности констатирала кај такси превозот, посебниот организиран превоз на патници и ученици и општинскиот линиски превоз.